20 часот време е за централниот дневник на К1. Добро вечер. Започнуваме веднаш по најавата за настаните кои го одбележаа денот. Останете со нас. Првата браунфилд инвестиција во Велес ќе креира 1000 работни места. Илија Димовски со прашања до Оливер Спасовски на седница за пратенички прашања. Годишните извештаи за персонален данок на доход се поднесуваат најдоцна до 31 јануари. Првата браунфилд инвестиција во Велес ќе креира 1000 нови работни места. По Маркарти Јапоне, ова ќе биде влез на третстрански инвеститор во Велес. Во годината која е зад нас, Македонија го достигна најнискиот процент на невработеност. Која е првата браунфилд инвестиција во Велес? Ова е прашањето кое најчесто си го поставуваат граѓаните, особено оние невработените. 1000 работни места треба да бидат креирани во фабриката, која ќе функционира во веќе постоечки објект. Мислам дека ќе се оствари, по моје мислење. Па зашто да не, кога не му требало? Не само на Велес и на било кој, секогаш му треба. Секогаш е добро доедено. Убава работа. Тоа е најубава работа која има вработување. Друго што да ти кажа? Чим ќе се вработи, ќе има и пари. По Маркарти Јапоне, ова ќе биде влез на третстрански инвеститор во Велес. Германски Маркар веќе произведува делови за автомобилската индустрија во фабриката во индустријската зона Каласлари, додека пак компанијата за производство на медицински помагала Јапоне се очекува наскоро да започне со градба. Најавата за првата браунфилд инвестиција ја соопшти премиерот Никола Груевски во своето новогодишно обраќање. Во јануари очекувам објава на инвестиција во Велес, која со рестартирање на еден постоечки објект ќе отвори 1000 нови работни места. Проект на кој подолго работиме. Во годината која е зад нас, Македонија го достигна најнискиот процент на невработеност. Најавите за влез на нови инвеститори, но и новите оперативни планови на владата се добра основа невработеноста и понатаму да оди во надолна линија. По најавите дека оваа година ќе се зголемат најниските плати во Република Македонија, премиерот Никола Груевски денес објави дека оваа година ќе се зголеми и социјалната парична помош. Со јулската исплата социјалната парична помош ќе биде исплатена со зголемување од 5%. Како што и неодамна најавив, ќе има зголемување и оваа година на социјалната помош за 5%. Зголемувањето ќе биде со јулската исплатата во месец јули 2016 година. До сега, откако сме во владата, имаме околу 62% зголемување на социјалната помош, зголемувајќи ја секоја година постепено. Со ова зголемување сега што ќе биде од 5% со јулската исплата, зголемувањето ќе надмине над 65%. За рехабилитација на 6 регионални патишта, владата ќе потроши 46 милиони евра. Но покрај регионалните оваа година ќе се работи и на 5 експресни патишта, автопатските делници, како и на голем број локални патишта. 46 милиони евра за 6 регионални патишта во должина од 85 километри. Толку средства ќе потроши владата за рехабилитација на патната инфраструктура во 2016-та. Покрај регионалните патишта, оваа година ќе се работи и на 5 експресни патишта и на 3 автопатни делници, како и на поголемиот број на локални патишта кои што се градат. 45 милиони евра во една година за регионални патишта, навистина на многу градови, населени места, општини, пред се граѓани, на многу граѓани ќе им биде од голема полза. На автопатот Демир Капија Смоквица интензивно траат градежните работи. Вкупниот прогрес е од 71,20% и се очекува до крајот на 2016 да биде завршен. На изградбата на автопатот Миладиновци Штип има прогрес од 34%. Континуирано се работи на изградба и рехабилитација на 13 регионални патишта. Велес Кадрифаково планирано е да се заврши во 2016.
Пратеникот од владеачката ВМРО ДПМН Илија Димовски на седницата посветена на пратенички прашања побара објаснување од техничкиот министер за внатрешни работи Оливер Спасовски во врска со разрешувањата на началниците. На седницата на Собранието на Република Македонија, посветена на пратенички прашања, одржана во четвртокот, пратеникот од ВМРО ДПМН Илија Димовски побара објаснување од техничкиот министер за внатрешни работи Оливер Спасовски во врска со разрешувањата во Министерството за внатрешни работи. Исто така побара одговор за тоа на кој принцип се назначени новите началници. Димовски вели дека извршено класично прекршување на Законот за внатрешни работи. Сменети се началниците во Куманово, Битола, Скопје, Охрид и Велес. Во Велес е назначен началник кој што никој не го знае. Не го знае ни колегата Маријан Николов, кој што во моментот не е тука. Не го знае ни колегата Ѓорги Коџавашиев, не го знам ни ја, но тоа не е битно. Најбитно е што не го знае никој во Велес. И вие назначувате началник во Велес, човек кој што не е од Велес. За тоа ќе ви судат и ќе проценуваат граѓаните на Велес. Не верувам дека во СВР Велес нема квалитетни кадри и квалитетни лица кои што можат да ја обавуваат оваа работа. СВР Велес во изминативе 7 години беше најуспешен според сите статистики, потенцираше Димовски. Освен сменетите началници, Спасовски унапреди десетина вработени во МВР на повисоки позиции. Нови детали од фабриката за афери. 105 лични карти кои Фокус му ги предаде на техничкиот министер за внатрешни работи Оливер Спасовски биле направени во погонот за фалсификат. Повикувајќи се на извори од истрагата, телевизија Алфа објави дека 105 лични карти кои Фокус му ги предаде на техничкиот министер за внатрешни работи Оливер Спасовски биле направени во погонот за фалсификати. Покрај овие лични карти во компјутерите и запленетите материјали постоеле и урнеци на уште неколку илјади фалсификувани лични документи. Јавното обвинителство покрена истрага и осомничи 3 лица. Во интервју за телевизија Телма, лидерот на СДСМ потврди дека прво осомничениот е член на СДСМ. Се уште останува непознато како осомничените дошле до 70.000 телефонски разговори. Фабриката за фалсификати располагала со 120.000 лични документи на граѓани, лажни странски банкарски сметки на актуелни поранешни функционери, лажни имотни листови и фалсификувани бугарски пасоши. Истрагата треба да открие, пренесува Алфа, кој бил мотивот на фалсификаторите, каква била природата на контактите што ги имале со лица од дома и во странство, дали целта на погонот и фалсификаторите биле само да фабрикуваат афери што ќе бидат пласирани во предизборието или се работи за голем меѓународен криминал. Откупот на тутунот во Велешко се реализира според планираната динамика. Тутунарите подна пред договорен датум го предаваат тутунот. Оние кои што веќе го сториле тоа велат дека родот е преполовен. За 18 дена од почетокот на откупот во Македонија откупени се 8.000 тони тутун, а просечната цена изнесува 185 денари по килограм. Според планираната динамика тече откупот на тутун во Велешко. На пунктот кај Башино село Гужви нема. Откупот се реализира по претходно направен план и доставување на писмено известување кај производителите, кој ден и во колку часот треба да го предадат годинешниот род. Оние кои тоа веќе го сториле, велат дека лошите временски услови се причина годинава родот да тече многу помалку. 1200 кила може да имам. Квалитетот оваа година? Убав ја, добар ја. Вторпат цените или? Не, вторпат носам. Како поминаш пред? Добро, поминам само класите многу се вака да речеме. Трета е по 130 денара, 138. Втора е 190, прва е 260. Сега ќе видиме како ќе поминеме. За секој предаден килограм тутун по основ на субвенции, владата на земјоделците им исплатува по 60 денари. Земјата е доделена целата, сите си работат и задоволни, субвенциите ги даваат. Мислам дека и другите би требало да бидат задоволни со моментална ситуација во земјоделието, со субвенции, со мислам подршка од рурален развој. Според пресметките годинава околу 1100 тони тутун треба да предадат тутунопроизводителите од Велешко. А
Агенцијата за вработување воведе нова мерка со која невработените лица имаат можност за усовршување на своите вештини. Преку разните мерки кои ги спроведува агенцијата, досега се вработиле околу 5000 лица. Невработените лица имаат можност за усовршување на своите вештини преку новата мерка за сертификација за канцелариско работење, која Агенцијата за вработување ја објави деновиве. Целта е подигање на вештините и зголемување на нивната конкурентност на пазарот на трудот и полесно вработување. Сертификација за канцелариско работење за програмите Excel и Word, со тоа што сите оние кои што го завршија курсот во Агенција за вработување за почетни на IT вештини ќе може да се сертифицираат, со тоа што од утре почнува периодот на апликација, со тоа што во нареден период ќе може да го користат сертификатот и да добијат сертификација за канцелариско работење за програмите Word и Excel, со тоа што ќе бидат поконкурентни на пазарот на труд, бидејќи сите области кои што се во Република Македонија, дали тоа било за приватниот сектор или за јавниот сектор, има потреба од овакви сертификати да поседуваат невработени, со тоа што ќе бидат многу поконкурентни и побрзо ќе дојдат до работно место. Преку обуките и субвенционираното вработување, како и услугите кои ги нуди Агенцијата за вработување, минатата година се вработиле околу 5000 лица. 2000 од нив се вработиле преку различните видови на обуки кои ги реализира АВРМ во соработка со приватните провајдери кои ги обезбедуваат обуките, а уште 3000 лица успеале да се вработат во периодот од 12 месеци преку индиректните мерки за вработување. Годишните извештаи на персонален данок на доход се поднесуваат најдоцна до 31 јануари, информираат од Управата за јавни приходи. Деталите во прилогот. Исплатувачите на персонален данок на доход да поднесат годишен извештај за 2015 година, најдоцна до 31 јануари, информираат од Управата за јавни приходи. Станува збор за исплатувачите кои извршиле исплата на приходи на физички лица по основ на лични примања, авторски права и права од индустријска сопственост, капитал, имот и имотни права и добивки од општи игри на среќа. Годишните извештаи се поднесуваат задолжително по електронски пат. Исплатувачите кои вршеле исплати на приходи задолжително треба да издадат збирна сметка за исплатени приходи, платениот персонален данок и придонеси во 2015 најдоцна до 25 јануари. Фондот за здравствено осигурување на Македонија со поголем буџет годинава на телефонската линија за медицински совет Ало докторе, изминатите 7 дена имало 1322 повици. Вести од Македонија. Буџетот на Фондот за здравствено осигурување за годинава е проектиран на 25 милијарди 575 милиони денари. Двојно е зголемен од формирањето на фондот во 2000 година. Според директорот Стефановски, ова се должи на добрата фискална политика и зголемениот број на вработувања и плаќањата на придонесите од фирмите. Најголем дел, односно 67,5 милиони денари, ќе добие општата градска болница 8 септември. Одредени рестрикции има, но тоа се должи, како што вели Стефановски, на заштедите за лекови на клиниките. Таков е примерот со клиниката за неврологија, која средствата ќе може да ги пренамени. На телефонската линија за медицински совет Ало докторе изминатите 7 дена имало 1322 повици. Од 15 септември 2014, кога почна да работи линијата, до сега имало 69.560 повици. Линијата е достапна секој ден 24 часа со цел да се овозможи непосредна медицинска консултација во моментот на појава на различни симптоми на нарушување на здравјето. 25 доктори се достапни за медицински совет. Повиците се од граѓани од сите градови на Македонија. Јавувањата се за широк спектар на најразлична симптоматологија, најчесто за респираторни симптоми, зголемена телесна температура, настинки и кашлици предизвикани од студеното време. На сите оние лица кои побарале медицински совет на телефонската линија Ало докторе им е дадена здравствена помош со совет и соодветна симптоматска терапија.
Во изминативе 24 часа издадени се потврди за искажана намера за поднесување на барање за признавање на право на азил на вкупно 2120 странски државјани, од кои 912 се од машки пол, 409 се од женски, 791 се деца кои го придржуваат носителот на потврдата, како и уште 8 деца кои патуваат без родител. Според државјанството на лицата на кои им се издадени потврди, најбројни се државјаните на Сирија 852, Авганистан 822 и Ирак 446. Од 1 до 3 јануари издадени се потврди на вкупно 7501 странски државјанин, од кои 3026 се од машки пол, 1601 се од женски, 2847 се деца кои го придржуваат носителот на потврдата, како и уште 27 деца кои патуваат без родител. Според државјанството на лицата на кои им се издадени потврди, најбројни се државјаните на Сирија 3016, Авганистан 2493 и Ирак 1992. Шест лица загинаа, стотина се повредени во земјотресот што утрово го погоди североисточниот дел на Индија. Уништена фабрика за оружје на Исламска држава. Вести од светот. 6 лица загинаа, стотина се повредени во земјотресот што утрово го погоди североисточниот дел на Индија во близина на границата со Мјанмар. Меѓу жртвите 5 се индици, а еден е од Бангладеш, јавува БТА. Земјотресот бил почувствуван во целиот регион, односно во соседните Мјанмар, Бангладеш и Бутан. Земјотресот бил со интензитет од 6,7 степени според Рихтеровата скала, а епицентарот бил на длабочина од 57 километри и на 33 километри североисточно од градот Импал, главен град на индиската држава Манипур. Француски бомбардери во Сирија уништиле погони за производство и складирање оружје кое требало да го користат екстремистите на Исламска држава. Министерството за одбрана соопштило дека во воздушните напади изминатата ноќ цел била областа источно од Алепо, а операцијата ја спровеле бомбардерите Рафал, кои делувале заедно со коалицијата предводена од Соединетите Американски држави. Франција им се придружи на коалициските сили во борбата против џихадистите од Исламска држава во Ирак во 2014, а во септември ја прошири операцијата и во Сирија. Годинава ќе дојде до нов судир меѓу Грција и незините кредитори, а Ангела Меркел ќе биде исправена пред нови предизвици, пишува весникот Велт. Ова го пишува весникот искажувајќи мислење оценката на институциите за напредокот на грчката реформаторска програма ќе биде решавачка. Весникот очекува кредиторите оваа оценка да ја дадат во текот на април или најдоцна до крајот на првото 6 месечие. Велт предвидува дека доколку Атина привремено го одложи спроведувањето на реформите што и се бараат, можно е да се засили незадоволството меѓу претениците од парламентарната група на Меркел заради нејзината политика кон Грција. Значајна победа на МЗТ Скопје против Игокеа. Поранешниот македонски кошаркарски репрезентативец Лестер Бомекејлеб во дресот на францускиот Лимош. Спортски вести. Фантастичната игра во првата четвртина и одличниот шут за 3 поени во текот на целиот надпревар се главните причини за исклучително значајната победа на МЗТ Скопје на гостувањето против Босанска Игокеа со 86:70 во мечот од 18-тото коло од АБА лигата, по која македонскиот шампион се искачи на 5-та позиција на табелата. За металците ова беше четврти триумф во последните 5 меча и тоа по црната серија од 6 порази, поради кои мораше да си замине
тренерот Алеш Пипан. Синобелите сега се веднаш зад неприкосновените 4 екипи во регионалното надпреварување и тоа со скоро 80, колку што има и словенечка крка, но со полоша кош разлика. Поранишниот македонски кошаркарски репрезентативец Лестер Боумекеле преостанатиот дел од сезоната ќе го одигра во дресот на францускиот прволигаш Лимуш, објави интернет сајтот Евробаскет. За фантастичниот плеймейкер, поранишниот европски шампион ќе биде прв предизвик по неуспешниот обид минатото лето да дојде до ангажман во НБА лигата, откако потпиша куз договор со Нью Орлеанс, чија управа сепак реши да го отпушти пред почетокот на сезоната. Мекеле немаше многу надпревари во нозете и во минатата сезона, со оглед на тоа дека играше само за Михенски Бар и тоа во период од само неколку месеци. Денеска имавме облачно време со повремени врнежи од дожд, а на повисоките места и снег. Да погледнеме какво време не очекува во наредните денови. Ова беше последната информација за денес. Имајте пријатна вечер.